Околу 20 автобуси полни со афганистанци денес после пладне беа транспортирани кон Атина и Солун, но каде таму ќе бидат стационирани за сега никој не знае. Грчките медиуми пишуваат дека е строго забранет влезот за медиуми, но активистите кои се внатре во кампот информираат дека околу 6 часа грчките власти држат околу 50 на афганистанци затворени во кампот, а никој не знае ни зошто ни до кога. Полицијата ги блокирала сите патишта во радиус од 3 километри и не дозволува влез на никој во кампот кај домени. Ниту членовите на УНХЦР не знаеа, ниту вчера и ниту денес, што ќе се случува со овие илјадници луѓе кои се веќе на грчка територија. Нема точни податоци за бројката. Велат дека сакаат да им помогнат, но тамошните власти не дозволуваат. Ситуацијата во моментов е нејасна за нив. Се зависи од одлуките на другите земји од рутата. Македонија ги пропушта само сиријците и ирачаните, а што ќе биде со афганистанците, никој не знае за сега. Како што можете да видите, овдека има огромен број луѓе кои заглавија најдомени. Железничката пруга кај Каменот 59 од утрово е слободна. Афганистанците кои вчера по пладнето ја скинаа мрежата на граничната линија поставена пред пругата и ја запоседна од рано утрово, почнаа да се повлекуваат. Припадниците на безбедносните сили на Македонија повторно ја отворија големата порта за слободен протек на возови, а од утрово истиот се одвива без проблеми. Афганистанците кои вчера го предизвикаа инцидентот синоќа останаа под отворено небо на пругата, но со првата интервенција на грчката полиција за враќање назад, афганистанците не пружеа отпор. Од утрово полека се нормализира и влезот на сиријците и иранците кои влегуваат на македонска територија, но за влез и транзит од Македонија веќе мораат да имаат лични документи. Без пасош, лична карта или извод од родените нема да можат да го продолжат патот кон западноевропските земји. Досега тие транзитираа само со лист од хартија кој им го издаваа грчките власти, а кои многу често беа и фалсификувани. Македонија понатаму го чека биометрискиот систем за регистрација се со цел намалување на ризиците од фалсификувани документи, како и создавање на единствена база на податоци која ќе користат сите земји од бегалската рута до крајната дестинација Австрија или Германија.